Почитувани гледачи, добре дојавте во уште едно издание на емисијата во Фокус на К3 телевизија. Како што веќе знаете, разработуваме најразлични теми. Верувам дека овој пат ќе имате можност да слушнете многу корисни работи, затоа што ќе поразговараме за домувањето. Имаме најповикан човек токму за ова, а тоа е првиот човек на регулаторната комисија за домување, господинот Ракип Маловски. Ви благодарам што одвоивте време да бидете со нас и да поразговараме, како што кажав, за овие интересни теми. Благодарам и јас. Ајде да тргнеме да ги запознаеме малку гледачите. Верувам дека слушнале за регулаторната комисија за енергетика, која што на секој 2 недели им кажува колку ќе бидат цените на енергенсите. Меѓутоа ова е, така да кажеме, малку понеприсутна во јавноста една регулаторна комисија, меѓутоа важна, барем во последно време откако се смени законот за домување. Да не запознаете еден вид на лична карта, како е поставена, организацијска поставеност, кои се надлежностите, колку луѓе сте таму. Така. Регулаторната комисија за домување може да се рече дека е релативно млада, затоа што ние почнавме со функционирање од 2010 година, што значи 6,5 години до 7, и затоа викам релативно млада, но сепак многу сме во јавноста, односно не има во јавноста но оние граѓани кои ќе се засегнати од нашата работа. Кои се упатени на вашата работа. Тоа се граѓаните пред се кои што живеат во стамбено колективните згради, затоа што пред донесувањето на законот за домување има проблеми, а немаше можност, немаше законска регулатива како да ги реша проблемите кои што настануваат во самите стамбени згради. Со самото формирање на регулаторната комисија за домување и донесувањето на законот за домување, кој што истиот беше донесен 2009, но почна да се применува од 2010 година, почна полека да се разрешуваат и проблемите фактички да ги снемува, затоа што за жал, во секоја зграда има некои кои што ги подмируваат сметките за домување, некои кои што не ги подмируваат. Пред донесувањето на законот за домување немаше како да им се наплати, но сега со донесувањето на овој закон за домување, со неговите одредби кои што ги има, станарите, тоест собствениците на посебните делови во зградите се должни да се определат или за заедница на собственици или пак за управител, кој што управител има лиценца, кој што истата лиценца ја добива од регулаторната комисија за домување. Да. Како што веќе кажавте, законот е донесен 2009 да почне да функционира и да се применува од 2010 година и не е дека во него барем се е важно и значено само за оние кои што живеат во згради, кои што се за колективно домување, туку запознаете со некои од главните работи кои што ги носи тој закон, кои што ги уредува работите околу домувањето. Така. Овој закон со самото донесување, покрај тоа што сите оние граѓани кои што живеат во стамбените згради, се создаде и обврски за самите општини, затоа што општините се должни според овој закон да, доколку немаат инспектор за домување, истите општини треба да назначат или да определат овластен инспектор за домување, кој што надзорот, инспекцијскиот надзор врз домувањето точно го имат инспекторот за домување, односно општинскиот инспектор за домување. Друга обврска која што произлезе од овој закон за домување, а се однесува на општините, е тоа да водат регистри на стамбени згради. Исто така, колку стамбени згради има во својата општина и колку има посебни делови во секоја стамбена зграда, односно колку бројот на станови, колку е бројот на станови, стамбени единици, така, и број на управители кои што, лиценцирани управители кои што управуваат. Што значи, овие се некои минимални обврски кои што произлегуваат од законот за домување, се однесуваат на општините. Но би рекол, се многу важни, затоа што токму инспекцијскиот надзор е на општинските инспектори за домување. Еве да кажеме, има општини кои што немаат се уште, за жал, назначен инспектор за домување. Тогаш кој ќе го извршува тој инспекцијски надзор во нивните општини? И каде да се обратат за проблемите граѓаните и за се што произлегува
како проблематика од домувањето. Така, граѓаните веќе се добро информирани за постоењето на регулаторната комисија за домување со оглед на фактот што до нас стигнуваат голем број на предмети, представки, жалби, поплаки. Некогаш имаме, се однесувам како пошто станува збор за релативна советодавно, ги упатуваме во зависност од проблемите и за што се жалат граѓаните и како да го разрешат проблемот, ние им даваме совети каде да се обратат и на кој начин тој проблем е разрешлив. Така да не само за граѓаните кои што живеат во стамбените згради, туку ние посредуваме и за проблеми кои што настануваат помеѓу самите управители. Ние лиценцирани управители кои што вршат управувачки работи со кои што управуваат со зградите, а исто така и проблеми кои што се однесуваат помеѓу заедници на собственици и станари, заедници на собственици, кој е начинот со и врската доколку некој од стамбените згради, да кажеме, сака да се откаже од заедницата, да се смени која е таа постапка, на кој начин може да изберат управител. Во почетокот тоа беше малку нејасно, но сега веќе е многу јасно, така да управителите се тие лиценцирани и имаат право да управуваат со поголем број на згради. И не мора да значи дека еве во Куманово ако нема лиценциран, а има лиценцирани управители, да работат само во Куманово, туку тоа својата дејност може да ја прошират и пошироко. Можат и во секој град на ниво на држава во Република Македонија, доколку склучат договор за управувачки работи, да управуваат со тие згради. Додека тоа не е исто со и заедниците на собственици, затоа што заедниците на собственици може да управуваат само со зградата каде што се регистрирани. Како и со секој закон, веројатно обврски и одговорности произлегуваат и овој, а не се почитува. Секако тоа е природата на луѓето. Има ли такви проблеми? Кои се најчестите проблеми? Па еве споменавте вие дека доаѓаат голем број на представки кај вас, сигурно дека многу предмети се не ги знаете, меѓутоа генерално имате некоја слика на кои се главните проблеми со кои што се соочуваат. Така. Општините и самите граѓани, па и управителите, еве кои што се дел од село. Па ќе почнеме со собствениците на посебни делови, односно со собствениците на станови. Ти најмногу се жалат кога ќе дојде во зависност од колку староста на зградата. Кога ќе дојде време за да се направи некоја поголема инвестиција или да се замени заедничката канализациона мрежа за зградата, па тоа е поголем, се бара за нив поголеми средства. И сега некој се согласува, некој не се согласува. И тука настануваат проблеми откако ќе се изведе таа работа, да кажеме, одма некој од станарите се жали на тоа, па таа работа можеше да се изведе за многу помалку пари. И од тој аспект настануваат проблеми, што се однесува до собствениците на посебните делови, односно собствениците на станари. Но и тука законот за домување има предвидено многу убава постапка, така да со без разлика дали таа зграда управувана од страна на заедница на собственици или пак управител, мора да има повеќе од 2 понуди за секоја таква работа што се извршува и што е малку од поголем обем. И од тие 2 понуди советот на станари е тој кој што донесува одлука која понуда ќе ја прифатат. И откако ќе донесе со мнозинство на гласови, со 51% од гласовите, да кажеме ако во зградата има 20 стана, 11 стана мора да потпишат за секоја одлука. А исто така и заедницата на собственици, а исто и управителот, без разлика од кого е управувана, мора да ги доследно да ја спроведи таа одлука. И на тој начин се разрешуваат тие проблеми. Што се однесува до проблемите кои што настануваат помеѓу управител со управител, бидејќи и такви представки да стигнуваат до кај нас, тие проблеми најчесто се однесуваат кога станува збор за примопредавање на целокупната документација и префрлање на средствата од резервниот фонд за зграда. Да кажеме, ако една зграда се откаже од некој управител од X причини, што значи може да се донесе одлука советот на станари да се откаже од извршувањето на тие управнички работи од страна на еден управител, а истото тоа може да го направи управител, доколку не сака повеќе да управува со таа зграда, благовремено треба да ги извести станарите и обратно советот на станари да го известат управителот. Сега кога ќе изберат нов управител, сега овој стариот управител целата документација, парите од резервниот фонд е должен да му ги префрли. Така да му префрли, тука настануваат малку проблеми, па ние тоа е нашата дел од нашите надлежности кои што ги имаме како регулатори, па ние тогаш реагираме така да ги се слушуваме двете страни
Исто така на тој начин многу е битно, како што кажавме на почетокот, инспекторот за домување, затоа што треба инспекторот е тој кој што може да изврши инспекцијски надзор во целокупната документација на управителот или пак на заедницата на собственици, па да се видат претежно граѓаните, знаете, најмногу се жалат, па ние уплаќаме, па не знаеме колку пари си има на резервниот фонд. Можеби не е толков износот за електрична енергија, па не е правилно поделен и така натаму. Од таа гледна точка пак управителите, ова се веќе проблеми помеѓу управители и станари, а управителите се должни да достават месечна пресметка каде што регулаторната комисија за домување има веќе и упатство како тоа да го прават и објавена на нашата веб страница и се е тука јасно и прикажано. Исто така се должни и во еднаш годишно да им достават детален извештај за завршен извештај за работењето во текот на целата година, да знаат станарите зашто и колку потрошили, како се трошат фактички нивните средства. Од вашите искуства, од вашата пракса, имате ли некои проценки на што најчесто граѓаните во Македонија кои што живеат во вакви колективни стамбени згради се одлучуваат дали за управители или за заедница на станари, па тука може да се надоврземе на тоа каква е ситуацијата. Голем е нашиот регион Североистокот, еве за најголемиот урбан центар за Куманово, ако имате некои точни податоци. Така. Во почетокот, најмногу кога почна да се применува законот за домување, сите собственици на посебни делови, односно собственици на станови, се определува најмногу за заедници на собственици. Но со текот на времето оваа бројка почна да се намалува и сега така да повеќе сега се зградите управувани, зборувам генерално на ниво на Република Македонија, повеќе се управувани од страна на управители, лиценцирани управители, отколку на заедници на собственици. Значи заклучиле веројатно дека врските и не се толку лесни колку што изгледат. Туку треба да се има работен човек. И можам да наведам и од кои причини е тоа така, затоа што најголема причина да се откажат од заедницата на собственици е тоа што за жал, во секоја зграда, како што кажавме, одлуките тешко се донесуваат. Тешко се донесуваат, па има некои од станарите кои што не ги подмирува редовно врските, па председателот на заедницата на собственици ќе треба да го даде на извршител или на А тоа е тука со него секој ден. Секој ден се гледат и од тие причини се откажуваат, па згаснуваат тие заедници на собственици и затоа ти избираат управител. Додека пак што се однесува до регионот, еве, Куманово, во Куманово некаде според податоците кои што ги добиваме ние, некаде има 324 згради, од кои што некаде 4950 посебни единици, односно станови. А исто така скоро 270 згради се управувани од страна на управители, лиценцирани управители, но и има и такви згради, тоест околу 50 на згради се управувани од страна на заедници на собственици. Исто така во Куманово, што значи голем процент што се однесува од спроведувањето и почитувањето на законот за домување, а исто така во Куманово има и назначен овластен општински инспектор за домување кој што добро се работува и за секој проблем доставува барање до кај нас за мислење, за разрешување на некои проблеми, затоа што има проблеми од различна природа. Баш во скоро време имавме еден случај каде што тука во Куманово имаше случај кога еден управител се откажува, треба да назначат нов управител, па така станарите, како што кажувате вие, дека не може да се одлучат, па периодот, онај вакуум период помеѓу празен период додека се премине. Да се премине, па на некој начин со соработка и од страна на двајцата управители, лиценцирани управители и од управителот и со учество на регулаторната комисија за домување, така да го разрешивме и овој проблем. Да, професионални ли се управителите, кога веќе ги спомнавме, има во Куманово веќе кои што функционираат неколку такви компании, како сте задоволни вие од вашето искуство, од нивното ниво на работа, ги почитуваат ли тие доследно прописите кои што се во законот? Така, управителите ги почитуваат, но има и такви кои што за жал не ги почитуваат доследно, па така да станарите можат да изберат дали ќе го променат управител или пак може да се вратат повторно на заедница на собственици и така натаму. Но тие што не ги почитуваат, да кажеме на ниво на држава,
ние како регулаторна комисија за домување имаме издадено околу 60 на лиценци. Што значи 60 правни лица има лиценца за управување со стамбени згради, од кои што 11 се веќе одземени за досегашниот овој 6,5 годишен период, еве да речеме 7 години скоро, се одземени, што значи покрај тоа што регулаторната комисија има право да издава лиценци, да врши периодични контроли, а има право исто така и да одзема лиценци. И според тоа, ако оние се восстанови дека некој од управителите не извршува доследно својата работа, секогаш постои можност и за одземање на лиценца. Да. Така да, првенствено, генерално, овие сите управители кои што работат на ниво на Република Македонија, ние како регулаторна комисија во главно сме задоволни и тие се добро го спроведуваат. Затоа го спроведуваат законот за домување, затоа што тоа е првенствено нивната и професионална одредба. Мора да, ако тие не го спроведуваат законот за домување, тоа што се очекува за заедниците на станари. Да, кое што не има тоа професионална определба. Само да прашам, има ли уште некои кои што не го регулирале својот статус, немаат ниту управител, немаат ниту заедница на станари, што со нив, имали глоби? Дали се глобите големи? Така, има. За жал има и стамбени згради кои што не се определиле ниту за управител, ниту пак за заедница на собственици. Има глоби, има казни, но сепак мора да напоменам дека законот за домување не е донесен за граѓаните да бидат казнети или така натаму, туку да се регулира една многу осетлива проблематика, осетлива дејност каде што граѓаните ќе можат квалитетно да живеат во стамбените згради. Така да сите да бидат рамноправни пред законот и сите треба да си ги подмируваат своите обврски. На тој начин што со самото донесување на овој закон тие ќе видат дека колкави се благодетите од овој закон. Што се однесува пак до оние згради, да кажеме, пошто прашањето беше што со тие згради што немаат определено ниту заедница на собственици, ниту управител. И затоа законот за домување го има земено во предвид. Тогаш постојат две алтернативи. Зато кажавме инспекторот за домување е многу важен во целата оваа алка. Тогаш за оние згради каде што немат управител, што значи ниту управител, ниту заедница на собственици, тогаш инспекторот за домување може да поднесе барање до надлежниот суд, кој што во вонпарнична постапка судот ќе определи управител по службена дејност, службена должност. А истото тоа е првата алтернатива, а истото тоа може да го направи било кој од станарите, со поднесување на барање до надлежниот суд во општината за определување на управител по службена должност од страна на судот. Тоа е многу важно, затоа што имаме случаи каде што и самите станари, може да донесат одлука, неќеме да донесеме, што не е во ред. Не е во нивна корист на крајот на кредитот. Но сепак, тоа сакам да го потенцирам, веќе ги осеќаат. Не се огледуваат бенефитот и благодетта, кажавте, да. Упатени сте, како што веќе неколку пати кажавте, на соработка и со општините, со самите општини, не најдиректно со инспекторите. Задоволни сте од соработката тука на која што наидувате во Куманово, така ли е случај најчесто или има проблеми и на овој план на други места? Вака, сега проблемите секогаш постојат и затоа сте тука, тука и да ги решаваме, односно во согласно со законските прописи и одредби да се решаваат проблемите. Но го искажуваме своето задоволство затоа од самата примена и почитување на законот за домување, а тоа е многу важно самите граѓани што го уведоа, затоа што на почетокот се жалеа дека ова е дополнителен трошок, ама сега кога видоа дека тоа е... мисле само обврски и одговорности, а не дека и некаква полза ќе има на крајот. Ќе има полза, да, а сега кога видоа дека се функционира, се е во ред, така да почна повеќе да го пременуваат и да го почитуваат и се многу упатени и сега знаат како да постапуваат во секој проблем кој што настанува. Ја верувам дека се доста запознаени, меѓутоа еве да упатиме една порака токму до оние кои што можеби досега немале некој проблем па да дојдат во допир со вас. Најпрво како оди, најпрво се обраќаат во општината до општинскиот инспектор, па потоа доаѓаат или не може да се прескокне таа врска? Така.
За каков било проблем? За било каков проблем што се однесува областа на домувањето? Од областа на домувањето, тие може да се обратат слободно до регулаторната комисија за домување на различен начин. Најпрво можат на нашата веб страница www.rkd.gov.mk, каде што може да видат како изгледа статут на заедница на собственици, како изгледа план за одржување на стамбените згради, договор за заеднички работи, договор за управувачки работи и така натаму. За се има шаблон. Така да од прилика може да се информираат и околу законите и така натаму. А исто така можат по мејл да достават до кај нас. Тука се на располагање и телефонски, затоа што и телефонски може да се обратат, може во писмена форма да се обратат до регулаторната комисија за домување, кој што во најкраток можен рок, благовремено им се одговара во зависност ако се однесува прашањето и од нашата област и каде што можеме ние да помогнеме. Што значи има различни начини на комуникација со нас, така да не мора да, ако проблемот имат, во зависност од проблемот, не мора да се обратат директно кај инспекторот или во општина, во зависност каков проблем има. Да кажеме, ако сакат да прават реконструкција на кров или пак некоја доградба кај зградата, тогаш регулаторната комисија за тоа не е надлежна, тука е надлежен секторот за урбанизам во општината. Ние сме надлежни токму само за за домувањето, за домувањето, односно за проблемите кои што настануваат во таа сфера околу домувањето. Главно се задржавме во овој разговор за заедничко домување, како што сега кажавте, меѓутоа при крајот само да ве прашам, има ли некои аспекти од законот кои што се однесуваат на индивидуалните живеалишта, како што е на куќите, имаат ли тие своји одговорности, дали е уредено нешто со законот и во однос на нив? Така. Одлично прашање. Со законот за домување се офатени следниви категории на стамбени згради. Што значи се офатени стамбено-деловни згради, деловно-стамбени згради и стамбените згради за колективно живење. Сега да прецизираме, деловно-стамбени згради се оние стамбени згради кои што покрај стамбените единици и деловен простор. Ама деловните простори се 51% повеќе, што значи повеќе од колку стамбените единици, становите, посебните делови. Таквите згради се уфатени со законот за домување. Но тука има уште еден податок кој што е многу битен. Што значи мора да има повеќе од 8 стамбени единици, посебни простори и повеќе од 20 собственици. Тие деловно стамбени згради се уфатени. Додека пак стамбено-деловните се обратно, што значи повеќе има стамбени единици за живење, за колективно живење и на крај стамбените колективни згради. Додека пак прашањето беше за индивидуалните куќи, тие со законот за домување не се офатени. Единствено ако станува збор да кажеме, ако во таа стамбена индивидуална куќа има повеќе од 20 собственици и повеќе од 8 посебни единици. Тогаш носат одлука тие дали сакат да го преминуваат законот за домување или не, и се офатени со законот за домување. Имаше и прашања од ова гледна точка, дали хотелите, дали мотелите и така натаму, тие не се офатени. Што значи, како што кажавме, деловно стамбените, стамбено-деловните згради и само стамбените згради се офатени со законот за домување. За крај да заокружиме, кажавте околу 6,5 години е на сила ова регулаторна комисија. Претходно не дека тоа било оставено само на себе да функционира, меѓутоа во многу случаи и било така. Според вашите искуства, се привикнуваат ли граѓаните, подобрен ли е квалитетот на животот, донесе ли ова само добри промени или има простор уште за напредок, во која насока гледате дека се движиме? Според нашето мислење, според се она што го работиме во овие последни 6,5-7 години, од нашето постојање, многу сме задоволни како се спроведува и почитува законот за домување. Секогаш на почетокот секогаш има негодувања на почетокот, но сега оние луѓе совесни граѓани кои што си сакат да се живеат квалитетно во своите стамбени згради и станови, и си ги подмируваат своите обврски, тие знаат што е тоа закон за домување и како тоа функционира, но оние кои што за жал, како што кажавме, има не се ги подмируваат своите обврски, па секогаш наоѓаат и сомнение, се сомневаат дали во управителот или во заедницата на собственици, се со цел само да избегнат плаќањето за
задумување, сметката за домување, затоа што имаме случаеви од оваа гледна точка каде што еден собственик има два стана, каде што во едниот живее, а двата стана му се во различна зграда, каде што во онаа зграда каде што не живее за тој стан, мислам во станот не живее, вели дека не треба да плаќа. Сака да плаќа само таму кај што живее. А тоа не е така, за жал. Ова обврска на станува. Законот е јасен, меѓутоа секогаш ќе има несовесни луѓе веројатно кои што сакаат да го заобиколат. Да го заобиколат или па некој кој живее на горните катови, па на последниот кат еве да прецизираме, па ако прекиснува кровот, па овие долните катови не сака да плати. Или тој пак нема да сака да плати за чистење затоа што покрај него не поминуваат десетици, 20 луѓе секој ден. Така, и тие причини, или ако е на први кат, па во зградата има лифт, па не го користи лифтот, па не сака да плати. Што тоа со законот за домување многу јасно кажано да се што е заеднички простори во зградата и заеднички трошок, да кажеме хигиена, електрична енергија, па да кажеме некој промена на сијалици и така натаму, сето тоа оди на трошок подеднакво на сите собственици на посебни делови, без исклучок и без разлика на кој кат живее и дали на последниот или на првиот и така натаму. Јас верувам дека граѓаните од Североистокот има што да слушнат, интересни информации споделивте и секој имаат можност за сета она проблематика која што ќе им излезе да се обратат, како што кажавте, кај вас, отворени сте за нив. Јас се надам дека ќе бидат отворени за нас во иднина ако има потреба за да оствариме уште некое гостување за поконкретна проблематика да поразговараме. Ќе ви заблагодарам за одвоеното време. И јас ви благодарам и во секое време можете да се обратите како вие, исто така и граѓаните на Република Македонија и фактички за тоа и ние постоиме. Уште еднаш благодарност. Благодарам и јас. А на вас, почитувани, ќе ви заблагодарам за тоа што не следевте со внимание. Ако е така, продолжете и натаму. Останете на програмата на К3. Пријатно.